И од спорт се префрлуваме на музика. Утрово ви ги најавивме нашите гости, планирани за денеска, на радост на сите вас, ама и на нас. Верувајте ни, бидејќи речиси се откажавме дека некогаш ќе ги видиме во утринската програма со оглед на нивните обврски во текот на доцните часови навечер. Силви и Владко Плевнеш, дуото кое повеќе од 3 децении активно присутно во континуитет, со квалитет и како круна на нивната долгогодишна работа и Климентовата награда. Секоја чест. Владко, Силви е овде, ама ќе ни се приклучи за некоја минутка. Добре ни дојдовте. Уште подобро најдовме. Многу убава најава, навистина. Многу е рано за нас, ние уметници, знаете, со концерти, со големи обврски, меѓутоа ево направивме напори да го испочитуваме вашиот важен медиум во државата. Честа е наша повеќе. И повеќе од 3 децении, убаво рече, веќе четврта деценија. Да, ние сме 35 години. Ние со Силви званично од околу 40 години работиме. Меѓутоа прошла година и ова година секако го честуваме тоа како званично телевизиските настапи 35 години. Браво. Да. Тоа е навистина голема бројка со голема бројка да те има постојано во континуитет и да те следат не само твоите генерации, туку и многу нови генерации кои не биле дел од вашите почетоци. Така е, ние ги пратиме и тие нас не пратат. Многу ми е драго. Еве последниот концерт го имавме голем во Охрид на Античкиот театар, 31 јули. Имаше многу млади луѓе и повозрастни и така сплотивме една убава енергија. Од Ангели ме носат до ме полудуваш и до најновите хитови наши. Мене омилената Ангели ме носат. Да. Ово баш ми е драго. Јас ви спратив, можеби можете ја пуштите малку од концертот, ако некој инсерт. Не знам, во режија ќе си видите што како и така. Се е наместено, се е под контрола. Да. Ама јас најмногу сакав да дојдете во студиово поради еве ова зданието тука пред нас, Климентовата награда, вие како почесни, јас би рекла, амбасадори, со право можам да го кажам тоа. Со право апсолутно можам да ви кажам дека нема држава која што не сме ја поминале и каде што не сме ја промовирале нашата држава Македонија, нашата преубава Македонија, и оваа награда дојде некако како јаготката на шлагот, знаете, навистина за мене врвна награда и нешто на врвот на кариерата и најважна награда од како ја добивме. Ние имаме многу милион награди добиено, меѓутоа за мене најзначајна е Климентовата. Со негов благослов, со негова Божја мисла и како ја ви кажам, голем почит и од самата општина Охрид, од нашата држава Македонија. И ние сме сплотени со Свети Климент. Јас ја преработив нашата многу важна композиција 1762 лето на текст од Григор Парличев, кој што навистина беше за мене многу сериозна работа и ја работев 10 години, да ви кажам искрено, а целта беше мојата мисија да ја пренесеме нашава македонска приказна на помладите генерации. Со еден модерен аранжман, нешто измеѓу техно и денс ја направив. На моје задоволство, на сите им се допаѓа, се врти по дискотеките. Направивме видеоспот, ево во моментот се врти, со благослов од владиката, направивме баш точно во Климентовата црква, Плаошник во Охрид. Таму е направен спотот и така да мислам дека оставивме трајни вредности со преработка на ова, за мене, една од поважните композиции и во кариерата и воопшто. Свој на своето сте во Охрид кога сте. Да, на наш терен, знаете како. И кога се правеше самиот Антички театар, господинот Паско Кузман ми вика: "Владче, јас сакам со вас да го отвориме самиот Антички театар, нели?" Јас викам: "Чекајте, господине Паско, уште малку треба да пројде време." А јас тактизирав, сакав да ја преработам композиција, да ја направам. Направивме 8 албуми и прошла година викам: "Сега е моментот кога треба да се направи концертот. Не треба да трчаме, него кога ќе направите нешто, тогаш треба да го направите како што треба." Да, се е тоа процес, се е тоа дел од големиот процес кој треба трпение и... А двајцата сме професионалци и не трчаме никаде, него сакаме кога ќе има момент, тогаш да се направи тоа како што треба да биде, на едно врвно професионално ниво. Не скршнавте досега во овие, би рекла, 4 децении од вашиот стил. Да. И на оние нови трендови што ако ние си убацуваме, меѓутоа тој саунд на Ангели ме носат и на тие
врвни композиции што ги створивме во текот на таа 35 годишна, 40 годишна кариера, си го зачуваме тој стил, стилот на Силви бенд, вокалот на Силви кој што е единствен. Кога правиме бенд 9 песми и слично, една нота ќе отпее, одма знаете дека е Силви. Да, специфичен. Тоа е тоа богатство, знаете. Препознатлив. Да. Навистина ми е драго што ве удостоија со ваква награда и верувам дека тоа ќе ви биде поттик и во иднина тука да не застанете. Ова е чест и задоволство и голема одговорност со ваква возвишена награда Климентова. Да повторам, за мен највредната и најголемата награда во целата кариера и одиме понатаму сега со нови концерти, со нови настапи. Веќе сме поддржани годинава од Министерството за култура со еден концерт голем кој што ќе повториме на Охридскиот, бидејќи не е обичен концерт. Јас за време на короната распишав аранжмани за 25 музичари, така да чуете Ангели ме носат и ме полудуваш и сите тие композиции во едно моје ново аранжманско рудво од 25 луѓе со виолини, со гудачки оркестар, со све. Нема, јас би рекла, лоша песна од вашиот репертоар. Благодарам. Сите се одлични. Ќе има уште еден концерт во Охрид, таму сме поддржани од Охридската општина. Сакам да ги поздравам и нив, така да ќе има многу убави моменти, многу концерти и оваа година. Така. Со помош на Свети Климент, морам да го повторам тоа. За мене Силви ни се придружи. За мене тоа е нешто Добро утро. Ние освен што правиме тука, имаме наше здраво катче, правиме и магии. Ја донесовме. Бога вика. Навистина беше неопходна магија ова утро. Да. Навистина ми е драго што денес сте гости, знаеме колку е тешко на музичари да станат толку рано и нас и публиката и гледачите да не удостојат со присуство. Задоволство ми е навистина секогаш за вашата куќа, бидејќи сме долгогодишни соработници и имаме убав повод, нели? Така, да. Ја представивме Климентовата награда, но еве ваш аспект од ваше гледиште за Климентовата награда. Ја морам да ви признам дека мене двоструко ми е драго што ја добивме оваа награда. Да, сметав дека после толку години, иако тоа го работевме со многу љубов и затоа што го сакаме Охрид, затоа што го сакаме градот, нашата музика секогаш беше и ние самите бевме амбасадори на добра волја за овој град и за сето она што тој град значи. Заедно со целокупната убавина која што има историја, но бидејќи секогаш со многу љубов и престојувавме тамо многу време, голем дел од нашиот живот и на сите музички и културни манифестации секогаш бевме присутни со некое наше дело и големиот број од нашите творби се навистина врзани за Охрид и околу Охрид и поголемиот дел од спотови се снимени тамо и на секој можен начин ја промовираме убавината и вредноста на овој град. Така да, ми беше многу драго и почестена сум исклучително со оваа награда, но ми е многу драго што ја добивме и заради Владко, бидејќи знам колку му значи нему и колку некако потајно очекуваше неговиот град кој што тој толку многу го сака да го забележи сето она што ние го правиме. Да. Неизбежно беше Охрид да ве награди. Јас очекував дека и многу порано вие како парк, како музичари, како бренд наш македонски ќе ја добиете оваа награда, но велат се си доаѓа во свое време. Јас се извинувам, моли што ви правам еден пресек во разговорот. Многу убаво да ве види човек после долго време. Изгледате одлично, фантастично, како да сте го притиснале копчето за пауза, но не знам дали ќе имаме време на таа тема малку да проговориме. Ние како добри домакини и не знам дали имавте време да пиете кафе ова утро, би ве понудиле нешто од нашиот избор. Да, ви благодариме. Јас би сакала, со што
Може, За кафенце може, може, како не По може. едно еспресо, еве јас ќе го сторам тоа, вие повелете си со разговорот. Да, Мене капучино, ако може, големо. мислам Пошто дека не сум имате- пушач. Ќе се потрудам, што Пошто не сум можам. пушач. Ќе се потрудам, Не сме Владко. уствари пушачи. Не, тоа е- Екологисти сме големи, така да. Браво, тоа е навистина чудно за луѓе кои што навечер функционираат да не посегнат по И кои што толку многу време поминуваат токму Да, во во такви клубови. простори каде што порано Време и за се чудивте. пушеше, да. И се пиеше, и се пие, да. А ние двајцата сме така малку дистанцирани од истото. поздравиот Да. терк на живење. Точно Да. Сега Климентовата награда дојде, тука е, Така е. но што правиме како планови за 2026-та? Да, како што ви кажав, јас, значи, годинава сме поддржани од Министерството за култура и Охридскиот концерт на големо задоволство наше. Охридскиот концерт ќе повториме во Скопје, во МОП, здравје Боже, во текот на годината. Во меѓувреме снимаме и нови numери, ги промовираме тие што остане од нашиот 8-ми албум. Иначе, Осум албуми, значи пошто да се 8 албуми направивме во текот на оваа Кариерата. кариера, има уште песни таму кои што треба да се испромовираат. Имаме многу убава великденска композиција и за нејзе се работи спот. Ке ни дојде Великден за кратко. Ќе дојде за кратко и треба да го направиме и тој спот, се прави, мислам, се работи. Во меѓувреме ќе дојде летото, ќе дојде Охридскиот концерт. Има многу активности. Има Да, активности, секогаш има, во меѓувреме многу работа, многу свирки, многу Продолжуваат нашите настани. живи настапи. Бидејќи ние работиме и големи забави на фирмите, важни што се во нашата држава секако, и важни настапи, родендени некои поголеми на некои наши собственици или газди на фирми и слично, и така да не застануваме, цело време сме блиску до народот, Да, да. Кој што до не нашите сака. фанови. До вашите фанови. За секогаш е еден прекрасен видеозапис и одлична композиција, која што е најнова, можам да кажам. Така е, да, најнова, да, најнова и да. најнов видеозапис. Да. Силвија ќе ви каже, пошто нејзина е песната. Да, тоа е моја композиција, една така убава, ведра композиција која што, нели, зборува за љубовта, како и секогаш. Обично љубовта ни е тема на Двигател. двигател и тема на животот. Да, сакав да биде модерна, така, да има еден убав ритам и да е полетна. Мислам дека е така. И се надевам дека им се допаѓа на сите, дека ќе ја слушаат и дека ќе се пронајдат и во текстот и во сето она што самата композиција значи. Да, снимен е спотот на самиот концерт во Античкиот театар. А од концертот? Да, да. За самиот концерт направивме видеозапис. Да, затоа се и фатени тие прекрасни моменти и не изгледа како Монако, како Монте Карло не изгледа нашиот Охрид од Балканскиот Јерусалим, можем коментно да прекрасно, кажам. да. Слободно, да. Заедно со фановите и со сцената и со сите колеги на Со сцената. музичарите, полна Да, сцена. одлично. Во секој случај убаво искуство и едното и другото. Така, кога треба да ве прашам како би ја опишале вашата музичка приказна во една реченица, како тоа би го направила? Тешко е во една Не може во реченица. една реченица, тешко е, Знаете ама- како, јас можеби во 2 збора пеам, значи постојам толку. Иначе живеам. Јас би рекол Over the Rainbow, над виножитото, Виножитото. бидејќи на таа композиција се запознавме во една од училниците на факултетот на музичката академија и клавирот цело време не води, целата кариера ни ја води Благодарам. инспиративно, Хвала многу. со многу композиции, со такви убави балади, љубовни, исклучиво за љубовта пееме. Така. Таа љубовната приказна, например, на самиот клавир е снимена и многу Музиката композиции. конкретно беше нашиот живот, бидејќи сме и посветени, од тоа живееме. Музиката е Професионално. она што живот значи во нашиот случај. Немавме друга професија во меѓувреме, се посветивме комплетно на тој пат. Од тоа екзистираме, од тоа го пораснавме детето, од тоа си го створивме животот, од тоа, еве, и денес живееме. Така да, нашата музика е нашиот живот, буквално. Да.
може да се живее. Вие сте пример дека може да се живее. Може. Ние сме пример, меѓутоа морам да кажам дека е многу тежок патот. Треба многу да вложите во музиката самите, многу да вежбате, многу да работите, многу да творите и тоа е правата да форма, бидете правиот паметни. начин. Така да, бидејќи Колку е можно. устојат и сега помладиве музичари работат и друга работа за да преживеат. Да, а не дека секако. не создаваат. Воглавно работат. Јас просто не познавам никој во нашата земја кој што го работи само ова. И да живее баш од тоа. Имаме колеги кои што пробале, но многу брзо се откажале да живеат исклучиво само од овој вид на музицирање, нели, како што ние го правиме. Јас сакам да прашам, Сики, извини што ти упаѓам во Да. зборот. Се почувствували во пандемијата, кога имавме ограничувања, кога немаше настани, кога не работеа угостителските објекти, се почувствували тогаш некаква криза, со оглед на тоа дека вие години и години наназад бевте многу активни и ви имаше скоро секој ден? Да, кризата ние ја почувствуваме како и секој друг. И како и во секоја професија, но јас ќе кажам, и кога е криза, и кога се случува тоа, мислам, секогаш нешто некаде се случува, нели? Вие треба да го имате својот пат. Јас неубаво е што ќе кажам тоа, освен тоа што значеше пандемијата во смисла на нашиот свет и глобално какви трагедии и колку губитоци имавме, тоа беше еден од најбавите периоди во мојот живот. Беше еден период кога се ресетиравме, кога... Ја затоа реков треба да бидете паметни. Значи, бидете паметни за да, кога ќе дојде кризниот момент, вие можете да обстанете и да го издржите. Имаш и план Б и план Б. Да, многу колеги ме прашуваме, конкретно значи- ми се влаче како, ја викам добре. Како бе добро, вика. Владко има Силви покрај себе која што паметно размислува за Он вика како бе добро живеете, има. од локали се затворија све. Не викам ако јас бев продуктивен многу во тие 2 години. Работевме. Ги пишував аранжманите, ги направив за овој голем концерт што го остваривме лани и што ќе го имаме годинешниот. Да. А цело време во студиото ги правев аранжманите, нов албум, цел Одржавме албум. прекрасен концерт во Германија, во Ахен. Ај, таму бев. Во Ахен, во да. сред пандемија, значи кога беше најстрогиот протокол Карантин. со Да. и карантин со онака 4 седишта, па еден ред, па Со пауза маски, 4 со седишта. дезинфекции, со се. Велат Сики дека 2 пати во животот жената треба да биде паметна. Првиот пат е кога го бира партнерот, својот животен партнер, а вториот пат кога ја бира својата професија. Ако тогаш погоди, тогаш цел живот ќе биде лесно и цел живот ќе може со успех да ги реализира сите работи. Ти во 2 пати направи добар избор. Па не знам, не можам да гарантирам. Не сум сигурна. Како и секој од нас, предпоставувам, се поколебувам во одредени моменти и си мислам, сигурна сум дека сум можела многу подобро. И така некако во овој период ги имам тие мисли, ова можев подобро да го направам, но тука сме каде што сме и треба од ова нешто што сме да продолжиме и да го извлечеме максимумот. И јас се трудам тоа да го направам во секој момент и сум особа која што навистина знае од ништо да направи нешто. Така Тоа да го знам. мислам дека тоа во многу моменти не спаси и бидејќи Владко и јас не само во период на пандемијата, имавме период кога ја школувавме ќерката и кога беше прилично тешко, но ете, повторно бевме паметни и А сега издржавме. имате па нова улога и нова И сега животна имаме, мисија. да. Сега најубавата улога имаме. Паметни и сега онака и симнуваме звезди од небото. Браво. Мора да има На се што што ќе се ве посека. научи овој нов период во животот како баба и дедо, се замислувавте ли вака? Јас од секогаш. Кај мене е чудна една мешавина како повторно да сум мајка, бидејќи Малика е мала деја и полики, малку е потемпераментна од нејзе, понемирна, али прекрасно едно чувство. Сваќам колку е највозвишената љубов, највозвишениот облик на љубовта, буквално, Не знам да се има внуче. Да. Велат, повеќе се сакаат внуците. Очигледно Да. повеќе време се има да се посветиш Да. на сопствените деца, тогаш сме во некоја трка и не можеме да бидеме многу често со нив. Така е. Повеќе со внуците. Јас не сум знам. голем дечар и кај мене нема повеќе, ги сакам и двете најмногу на целиот свет. Така е.
Не знам која ја сакам повеќе, и двете како Не, комплетни па и се не треба да мериш. Нешто преубаво, нешто возвишено, самата куќа мириса убаво на бебе, кога ти мириса, тоа е една нова енергија имате во куќата. Куќата ни ечи од песна. Нашата малика пее од како ќе ги отвори очите до навечер. Сите детски песнички ги знае од почеток до крај. Колку има? 2 години? 2 години. 2 годинки направи пред некој ден и така. Да, забележав кога споменавме внучето, посебен сјај во очите на деца. Како не? Да, одлично. Може ли само, еве, пред самиот крај, пред да го погледнеме спотот за секогаш, кој би бил најмотивен настап? Би дошло ли некогаш да емоции покаже, секогаш се емоции настапувате, но ете солзи. Ги има многу. Знаете, ние сме повеќе од 35 години на сцената и со луѓе, бидејќи тоа е карактеристично за нас, бидејќи ние имаме живи настапи константно. Близко е публиката за нас. Знаете, најубавите ивенти, или свадби, или крштевки, или родендени, каде што има многу емоции. Владко и јас секогаш се соживуваме со нив, го бираме внимателно репертоарот, пратиме што се случува, да во прав момент ја испееме правата композиција. Имало, јас ќе ви наведам неколку, а ги имало безброј. Например, свиревме една прекрасна свадба на керката од Бузлески во Метропол во Охрид. И она сакаше да ја отвориме свадбата со композицијата од филмот Зоро. I want to spend my life with you. Сакам да го поминам мојот живот со тебе. И јас уште кога ја учев песмата, онака си замислував дека тоа ќе биде многу срцепарајуќе и така они како влегуваа. Во еден момент во песмата од текстот Take my hand, dance with me, земи ми ги раците, плеши со мене. И токму тоа се случи. Значи, во тој момент она застана, они влегуваа на композицијата, она застана, ги пружи рацете и го погледна, а една толку убава девојка, не можам да ви опишам, една од најубавите невести што ги имам видено. Јас кога ја видов, онака, и он онака нежно со нејзе, едва се воздржав и едва ја испеав песната до крај, бидејќи се расплакав. Добро, тоа беше онака убав момент. Имаше момент каде што на нашиот настап имавме круг од деца во инвалидски колички, кои што беа толку весели, толку убави, толку пеа заедно со нас, толку ме гушка, јас одев од еден до друг. Бев толку среќна и исполнета со нивната љубов што не можам да ви опишам какви емоции беа. Тоа беше едно од може би најтешките и најубавите настапи во мојот живот. Да. За мене еден од најемотивните настани беше последниот концерт Голем на Античкиот театар, затоа што таму ја осетив посебната магија, која што единствено таму можете да ја доживеете со 25 музичари, со танчари, со балерина, со све. За мене цел концерт беше така. Најажен бев цело време од почеток до крај, со квалитетни аранжмани изработени, со убава музика, со луѓе околу нас што ги сакаме, големи фанови, важни луѓе во државата и така. Така да, многу емоции и уште многу допрва следуваат. Ке ве чекаме повторно во студио. Да, времето е кратко, ама задоволството е големо. Ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости, уште многу награди нека има и уште многу внучи